СДСМ низ прес денес бараат одговори од власта за тоа како успеале 5 тони марихуана кои биле запленети во Србија да ја поминат границата, иако претходно имале дојави од американската ДЕА. ВМРО ДПМН е од друга страна за рекордните 40 тони запленети марихуана, од кои 70% се на фирмата тесно поврзана со Зоран Заев. Според неофицијалните информации од медиумите во Србија, обвинителството во Србија и во Македонија добиле клучни податоци од Американската агенција за борба против дрога ДЕА. Поради оваа меѓународна соработка, премиерот Мицковски веќе една недела нема одговор на клучното прашање. Како 5 тони марихуана успеале да ја преминат границата, да излезат од Македонија и да влезат во Србија? Овој молк не е случаен, туку индикатор дека во тврдењата има вистина. Факт е и дека околу 70% од запленетата дрога деновиве е на фирма во собственост на луѓе на Заев. Станува збор за фирма на лице кој е било председател на општинскиот одбор на СДС во Ново село. Тоа е Тони Котев, познат како Мкчев, кој пак бизнисите ги тера со Вице Заев. Секако, основоположникот на бизнисот со марихуана, владата на СДС, предводена од Заев, кога министер за здравство беше Филипче, креирала правила по своја мерка и доделувала бизниси по своја мерка или на своји луѓе. Сега следи целосно расчистување на криминалот во оваа област.